Почитувани ученици, добре дојдовте во Е-училница. Ова е час по математика за трето одделение, а јас сум вашиот наставник Ана Бошковска. Што ќе учиме денес? Денес ќе броиме до 100 напред и назад, во чекор по 2, по 5 и по 10. Ќе започнеме со една игра. Ана, Бојан, Васил и Гордана играле со џамли. Тие на крајот, пред да ги соберат, почнале да ги бројат. Ана бројала во чекор по 1. Една џамлија, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и така Ана стигнала до 36 џамли. Незиниот другар Бојан пак ги наредил по парови и броел во чекор по 2. 2 џамли, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 џамли за Бојан. Васил пак имал картонска кутија и тој ги редел по 5. Во секоја колона ставил по 5 џамли. Почнал да брои 5, 10, 15, 20, 25 џамли изброил Васил. И на крајот Гордана броела во чекор по 10. Таа ги наредила своите џамли во кутија, во колони од по 10 џамли. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 џамли. Значи Гордана бројала во чекор по 10. Предметите можеме да ги броиме на различен начин. Можеме да броиме по 1, можеме да броиме по 2, по 5 или по 10. Како што знаете, ова е табела стотка. Со неа сме запознаени уште од прво одделение. Во неа се прикажани првите 100 броеви, започнувајќи од бројот 1 до бројот 100. Таа ни помага во многу работи, па може да ни помогне и при броењето на предметите. Најпрво ќе решаваме задачи и ќе броиме по 2 до 100. Од едната страна гледаме табела каде што се брои по 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и така броевите се наредени до 100. А одма до неа имаме една непотполна табела која треба да ја пополниме ние. Таа започнува со бројот 2, значи да не заборавиме дека броиме во чекорот 2. Можеме да броиме сами или по потреба да ја искористиме табелата што се наоѓа од левата страна. 2, следно што би запишале е 4, 6, 8, пишуваме 10, 12, следи 14, 16, 18, 20. Кога броиме на ваков начин, велиме дека броиме нанапред. Броевите растат за 2, а ние броиме нанапред. Сега, како што можеме да броиме нанапред, можеме да броиме и назад или наназад. Почнуваме на крај со 98, 96, 94, 92, 90, потоа го запишуваме 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, значи на овој начин ние броиме назад. Кога имаме ваква помош од табели, можеме да таа може да ни помогне и за броевите кои се наоѓаат некаде на средина. Например, доколку не сме сигурни кој број се наоѓа пред 50
или кој број се наоѓа после него, при тоа да не забораваме дека броиме по 2, можеме и да дзирниме на тој начин што ќе погледнеме во табелата, што е пред него, а што е после него. Значи, пред бројот 50 се наоѓа 48, а после 50 се наоѓа бројот 52. Значи, во оваа задача ние броевме нанапред, а броевме и наназад, и тоа во чекор по 2. Во следната задача броиме по 5. Тука е гасеницата МИМ да ни помогне. Како што гледате, таа брои по 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Тоа е крајот на гасеницата МИМ. Наша задача е да броиме по 5 до 100. Меѓутоа, при решавање на оваа задача, ние ќе почнеме да броиме наназад. Почнуваме од 100. Меѓу 100 и 90 се наоѓа бројот 95. Значи 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, потоа ги имаме 50 и 45, наред е бројот 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 и завршуваме со бројот 5. Како што гледате, неуморно и гасеницата МИМ ги реди броевите, но таа брои нанапред, а ние броевме наназад. И да почнеме да броиме по 10. Ова што го гледаме како помош од левата страна е табела, меѓутоа тоа не е табела стотка. Ако забележувате тука, имаме броење. Во првиот ред броиме по 1 до 10, во вториот ред броиме по 2 до 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Потоа ние броевме заедно со гасеницата МИМ по 5, значи петтиот ред, 5, 10, 15, 20, до бројот 50 и она што сега не интересира е последниот ред или последната колона каде броиме по 10. Сега, ние можеме да ја му помогнеме на пчеличките да си ги пополнат своите празни места, броејќи во чекори по 10 до 100. Повторно, ние ќе броиме наназад, да видиме дали е совладано и ова броење. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10. Да ги пополниме и останатите кели, после 100 е бројот 110, 120, 130, 140, 150, 160 и да стигнеме до последната пчеличка со бројот 170. Ова се полните десетки. Сега, кога научивме да броиме во чекори по 2, по 5 и по 10, да видиме како се нижат броевите во низини. Повторно, за помош, тука ние и табелата стотка, меѓутоа сега лесно ќе наредиме низата каде броевите растат по 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20. Следната низа гледаме дека тука се користи правилото броевите да растат по 5. Тоа го забележуваме од првите два броја. 5, 10, следи низата 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Последната низа, правилото е броевите да растат за 10. Првиот број е 10, вториот 20, ние продолжуваме 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Броењето знаете дека не е тешко. Да продолжиме и да видиме да ги употребиме нашите знаења во решавање на задачи. И повторно тука некаде ни е табелата стотка,
но ќе се потрудиме на почеток да работиме и без неа. Во првата задача, која вели пополни ја низата, даден е бројот 24, потоа е 26 и 28. Ние треба да ги додадеме следните 4 броја. Оваа низа, ако забележувате, расте за 2 или оди напред за 2. Значи, следниот број ќе биде 30, 32, 34, 36. Тоа се броевите кои недостигаат. Следната низа започнува со 35. После неа е 40 па 45. Овде е користено правилото, значи броевите во оваа низа да растат за 5 или да броиме нанапред за 5. Значи продолжуваме 50, 55, 60, 65. И последната низа од оваа задача, како што забележувате, броевите се 40, 50 и 60, значи броиме по 10 нанапред. После 60 одиме со 70, 80, 90 и бројот 100. Втората задача повторно вели дополни ја низата. Овој пат првиот број на низата е 56, меѓутоа после него е 54 па 52. Овде броењето е наназад. Значи ние продолжуваме наназад во чекор по 2, 50, 48, 46, 44. Следната низа повторно можеме да забележиме дека имаме броење наназад, меѓутоа во оваа задача имаме броење во чекор по 5. 95, 90, 85, 80, 75, 70 и завршуваме со бројот 65. И последната низа од оваа задача, броевите повторно одат наназад, но овој пат броиме во чекор по 10, 100, 90, 80, продолжуваме 70, 60, 50, 40. Малку поголемо внимание треба да обрнеме на третата задача. Оваа низа започнува со бројот 51. 51, 53, 55, следниот број е 57 според мене, бидејќи, ако забележувате, тука броевите одат нанапред за 2, или броиме, почнуваме од бројот 51, еве го во табелата, броиме по 2, значи 51, 53, 55, 57, понатаму би броеле 59, 61 и 63. Следната низа ни започнува со бројот 61. На табелата стотка еве го бројот 61. После 61 се наоѓа бројот 66. Забележуваме дека овде имаме броење нанапред за 5. 61, 66, потоа 71, значи следен број кој треба да го напишеме е 76. Потоа 81, 86 и ќе завршиме со бројот 91. Да го направиме тоа и во задачата. Значи, после 71, 76, пишуваме 81, 86 и завршуваме со бројот 91. И уште последната задача или последната низа, каде повторно имаме броеви кои се зголемуваат за 10. 34, 44, 54 и повторно јас ја користам табелата за да бидам сигурна. Следниот број, значи, ќе биде 64, го запишуваме, па 74, 84 и на крајот завршуваме со
94. Бидејќи ги завршивме нашите задачи, останува за вас самостојно да ги пополните низите според барање.